Проектот Слободни избори за слободни граѓани и граѓани, одржан од Министерството за надворешни работи на Сојузна Република Германија, кој започна на 1 јули 2015 година, завршува заклучно сега со оваа церемонија и промоција на публикацијата Слободни избори, услови за кои не се преговара. Целта на проектот беше да се обезбеди основа за долгорочен мониторинг и анализа на политичките и општествените процеси поврзани со изборите, особено правото на глас и човековите права и слободи во целина. Проектот исто така представуваше извор за граѓанско образование, подигнување на свеста и вклучување на граѓанките и граѓаните за обезбедување на фери слободни избори. А публикацијата е всушност резултат од нашата едногодишно имплементирање на овој проект. Во текот на имплементацијата на проектот, Цивил доби над 100 извештаи од долгорочните наблюдувачи, на 300 пораки и пријави од граѓанките и граѓаните по електронска пошта или социјалните мрежи, како и вклучително и онлайн формуларот за пријави на кршење на гласачкото право и други злоупотреби и нерегуларности преку веб страната slobodniizbori.info. Повеќе од 30 поединечни случаи на политички мотивирани притисоци и други видови нарушувања во образовните установи ширум Македонија. Редакцијата на Цивил Медија објави над 800 текстови во категорија избори, кои се однесуваат во оваа година. Голем дел од тие содржини се директни сведоштва и документи за сериозните прекршувања кои ги регистрираше нашата организација. Во рамки на проектот организиравме во 5 региони 5 фокус групи со 40 учесници, 6 онлайн анкети со вкупно 4472 испитаници. Одржавме 6 семинари, еден тренинг семинар во Скопје и во останатите 5 региони, Битола, Штип, Куманово, Охрид, со над 150 учесници, 25 јавни настани, 70 видео интервјуа, 150 видео изјави и добивме над 1000 поплаки за политичка дискриминација. Со цел да останеме во контакт и комуникација постојано со граѓанките и граѓаните, имавме 60 инфоштантови, од кои 19 беа на разни локации во Скопје и преку оваа активност стапивме во непосреден контакт со речиси 20.000 граѓанки и граѓани над 50 општини. Она што зборува за нашата видливост се 80.000 месечна читаност на веб страната на Цивил, 700.000 годишна читаност на нашата страница и 5 милиони опфат на Facebook страната на Цивил. Оваа публикација и овие извештаи, анализи, меѓутоа и можни решенија се не само резултат на нашата едногодишна работа заедно со медиумите, граѓанските организации, меѓутоа и со граѓанките и граѓаните, меѓутоа се и еден одраз на тоа во какво општество живееме, односно каква политика се води во нашата држава. Јас тука ќе застанам, ви посакувам добре дојде, би сакала да ги поздравам и медиумите и граѓанските организации и би сакала да им се заблагодарам за нивната соработка во оваа една година. И би го замолила неговата екселенција, господинот Хелге Зандер, да ви се обрати. Благодарам многу. Почитуван Џабир, почитувани колеги, почитувани присутни, дами и господа. Благодарам многу за можност да зборувам денеска за една многу важна работа, што се слободни избори. I'll switch to English now in order not to make more mistakes. So thank you very much. Perfect so far. So thank you very much for inviting me to speak here. I would like to convey the regards of Her Excellency Ambassador Dr. Althauser and her appreciation for the work done by Civil in the last months. The project is coming to an end these days, but the matter as such remains of highest importance. Free elections for free citizens, something as you in Civil yourselves have said in the document, should be something completely normal and non-spectacular in a democratic society. However, I have to say I was impressed, shocked, full of disbelief and astonished about what I had to read in the brochure. It's an impressive document of evidence what is wrong in this country. So many different levels of corruption, intimidation, and other wrongdoings, combined with hate speech, defamation and slander, is quite a negative achievement for a country of Macedonia's size, I have to say.
If I say that, it is what was to be expected by someone who has lived here for 3 years. I believe that is an understatement. What this publication brings to light is way beyond the regular expectations, at least for a foreigner like me. Reading through the report, it becomes abundantly clear that solutions to all societal problems cannot be found at the negotiation table between 4 political parties. However, without such an agreement, it seems very likely that the essence of much of the solutions will be never found, and that is the political will to make changes. Even with an agreement, it will still be a long way to a society that functions like a normal pluralistic one, but the goal is worth every effort. This report should be made a must-read for all those who have a sincere interest in Macedonia's future, which will only be a bright one once the diagnosed problems have been solved. I would like to thank Civil for once again extraordinary cooperation, for putting in all the effort to provide such a comprehensive and insightful report, and I look forward to further cooperation in the future. Thank you very much. Thank you, Mr. Zander. It was really straightforward address. Навистина искрено, како и секогаш германската амбасада и представниците на ова дипломатско представништво во Македонија имаат разбирање за состојбите и за процесите во Република Македонија, и јас навистина им благодарам за големата доверба што ни ја укажаа во изминатата година во рамките на овој проект. Впрочем, овој проект беше замислен како проект за јакнење на капацитетот на Цивил да му даде повеќе простор на она што ние го нарекуваме долгорочно наблюдување. Меѓутоа, една многу важна компонента во целата година беше граѓанската едукација. Меѓутоа, граѓанската едукација не ја спроведовме во училници, во затворени простори и сето тоа, или не само таму. Бевме на улица многу често во над 50, можеби и 60 општини, и навистина сретнавме илјадници, слушнав бројка од 20.000 луѓе, која сигурен сум дека не е претерана. Многу тимови беа на улица и многу тимови ја добија довербата на граѓанките и граѓаните, кои се информираа кај нас. Меѓутоа и нас не информираа за нешта за кои не се осмелуваат, како што некои од нив велат, да зборуваат ни дома пред своите деца, бидејќи се плашат дека тие деца на голем одмор ќе кажат што кажале тато и мама дома пред учителите, а потоа таквата информација се спроведува низ партиски канали, низ партиски штабови, и тогаш настапува одмаздата за таквото однесување на тато и мама по дома, за застранувањето на овие родители кои дома се осмелиле да зборуваат против или поинаку од она што мисли власта. Роднини, пријатели, па дури и браќа не зборуваат меѓу себе со години. И тоа го дознавме во оваа година, бидејќи тие луѓе врз основа на политичката афилијација ги разделиле своите патишта кои во рамките на нивните семејства ги воделе многу природно. Сериозен, навистина тажен притисок врз наставниот кадар. Ужасен притисок врз здравствениот кадар. Страотни притисоци внатре во полицијата, онаа која треба да се занимава со нашата безбедност и сигурност. Но, за разлика од сето тоа, администрацијата се занимава со партиски задачи. Десетици и десетици случаи кои досега не сме ги објавиле се наоѓаат во оваа публикација. Повелете, преобјавете ги. Оние што можат и оние што смеат, се разбира.
Се што објавуваме е под лиценцата Creative Commons и може да биде преземено и преобјавено без никакви надокнади да бидат побарани. Тоа што мене ми е многу важно во овој момент да потенцирам е дека по две основи гледаме ние во Цивил и навистина големите луѓе кои ни помогнаа, а меѓу нив се и граѓанките и граѓаните и сите тие стотици анонимни луѓе кои ја дадоа својата доверба во нас и ги кажаа своите маки. Меѓутоа, има две работи по кои гледам и излез од себе ова. Едното е дека се повеќе граѓанки и граѓани зборуваат и тоа навистина гласно, не шепотејки. Се повеќе од нив веруваат дека може да се дојде до некакво решение. И втората работа во која навистина искрено верувам е дека доколку се создадат услови за непречена работа на специјалното јавно обвинителство, ние може да се приближиме до она што ние го нарекуваме услови за слободни избори. Избирачкиот список, тоа е во лоша состојба, во навистина лоша состојба, онака како што ја откривме и во 2013-та и онака како што ја презентиравме во 2014 година. Наспроти добрата волја која за момент ја покажа Државната изборна комисија, сепак опсадата од политиката не и дозволи на оваа институција докрај да ја заврши својата добро започната работа. Доколку Државната изборна комисија успее да го прочисти барем до некаде избирачкиот список, онака како што пишува и во оваа публикација, и онака како што препорачувавме цела година наназад, ќе се приближиме уште повеќе до услови за слободни избори. Овој проект се обиде да ги обезбеди тие услови. И овој проект се обиде да му помогне на Цивил да ги постави основите за едно долгорочно наблюдување, меѓутоа и заздравување на општеството во изборен, меѓутоа и во многу поширок општествено-политички контекст. Тука ни помогнаа и експертите, да не ги заборавам, експертскиот тим кој го предводеше доктор Сашо Ордановски, меѓутоа исто така би сакал да ги споменам и Сандра Гавриловска, Александар Новаковски, ни за други експерти кои ни помагаа од Македонија, меѓутоа и нашите пријатели и партнери од ГОНГ Хрватска, надалеку позната организација по своето наблюдување и експертиза за изборните процеси, како и Центарот за одличност при Министерството за внатрешни и европски работи на Република Хрватска. Јас и ним им благодарам, но повторно ќе кажам, најблагодарен сум им на граѓанките и граѓаните кои се одважија да проговорат пред нашите камери, пред нашите микрофони или пак додека нашите наблюдувачи ги собираа нивните изјави во бележниците. Ќе бидам тука на располагање и за прашање и коментари понатаму, а според нашиот протокол ние сега ќе станеме и ќе им отстапиме место на доктор Сашо Ордановски и Синиша Станковиќ, инаку главен уредник на Цивил медија. Почитувани присутни дами и господа, му благодарам на Џабир за најавата. Според сценариото за денешниот настан, јас ќе требаше да зборувам малку за публикацијата и малку за проектот. Кога минатата година ова време во Сдруженијето на новинарите го најавивме овој проект, некој да ми кажеше дека ќе живееме турбо година, дека во одредени моменти најискрено нема да знаеме каде се патува дента со оглед на посетите на преку 50 општини, на средбите со 20.000 луѓе, на инфоштандовите, на јавните настани, на семинарите, на средбите со фокус групите и на средбите со граѓаните на улица. Јас често се шегував дека сме како рок група, заради тоа што едно и лично не сум многу мрзлив сум, не сум многу расположен за патување, меѓутоа оваа година повеќе бевме во автомобили на средби со луѓе отколку што бевме во канцеларијата.
она да ми речеше некој дека ќе објавиме за една година 150 видео изјави, 80 видео интервјуа, едно чудо текстови, и дека појдовна точка за тие текстови на сајтовите на Цивил ќе бидат извештаи од граѓани на Македонија, сигурно немаше да верувам колку и да бев оптимист во јули 2015. Како песимист, роден песимист или оптимист со искуство, сега сум на пат, на пресвртница да поверувам дека во Македонија нешто може и да се случи. За година дена работите во Македонија се поместија од мртва точка. Имавме една страотна декада во која како со гума беше избришана правната држава. Имавме декада на тотално безумие во која киднапираните институции и целосно партизираното општество стана собственост на една фамилија, во сицилијанском значење на тој збор. И многу ми е жал што до ова будење на граѓаните на Македонија доаѓа после цела деценија, иако ние со едно избрзано восстание и со доцнење и во јајце сме познати како нација и држава која тешко го погаѓа тајмингот, ама подобро некогаш отколку никогаш. Некако после една година и после навистина неверојатна агенда во оваа година, дојдовме до крајот на овој проект кој најоптимистички ќе го продолжиме со следниот проект, чиј банер е тука од оваа страна, проектот Напред. Не знам дали е едното филозофска категорија, не знам дали Македонија може подолу и подлабоко да потоне, но знам дека веќе е во прашање низиниот опстанок како држава и дека ние назад не можеме. Значи Македонија мора и може напред. Цивил Центар за слобода, редакцијата на Цивил медија, овие млади луѓе, изворедни млади луѓе, на кои доаѓањето во Цивил им беше прво новинарско искуство. Известувачите од терен, нешто што откако медиумите во Македонија почнаа вестите ги добиваат од еден центар за лаги и манипулации и ги укинаат дописниците дури од Македонија за странство, да не правиме муабет, охрабруваат дека нешто се менува. На крилјата и на шарената револуција, на крилјата на луѓето што протестираат со месеци на улиците, се надевам дека она јакнење на свеста со кое го почнавме овој проект ќе продолжи, дека во Македонија ќе дојде до промени кои се неизоставни, неминовни. Нашите деца обременети со по 2330 евра по глава на жител од раѓање. Па беа 2000 со овие милијардава, сега се уште по 330 главарина. Значи, дека некој од нашите деца ќе посака и да остане во собствената татковина, не само оние што немаат никаква шанса да избегаат, туку и некој кој може да избега ќе посака да остане, и дека Македонија ќе има каква таква иднина, секако подобра од актуелната, од реалноста во која живееме цела деценија. Оваа публикација е, вчера напишав, неминовна лектира за сите оние кои се уште имаат некаква надеж дека можеме да одиме, не само заради тоа што мораме, туку заради тоа што сакаме да одиме напред. Во оваа публикација колку и да е грда слика на македонската реалност. Нема разубавување, ова е соголување на она што го живееме, за што сме сите свесни. Меѓутоа, во оваа публикација се поместени преку 1000 приказни на македонски граѓани кои биле онеправдани, дали според политичка афилијација, дали според дискриминација по било кој основ, дали поради кршење на нивните права. 1000 храбри граѓани кои проговориле, кои ни го оставиле својот идентитет, најголемо дел од нив навистина барале да нивниот идентитет да биде познат само на соговорникот од Цивил и да не биде објавуван, меѓутоа тоа е неверојатен чекор. Македонија 10 години е темен вилајет. Македонија живее во неверојатен страв. Кога луѓе ни приаѓаа на штандовите во тие 50 општини, кога доаѓаа да ни шепнат ај позади гранапчено да ви кажам нешто што ми се случува. Едноумието, ако комунизмот и тие 50 години биле едноумие, е заменето со безумие. За жал,
изарчивме четврт век и наместо напред одевме назад. Во оваа публикација, на овие 180 страници на 3 јазика, можете да прочитате работи кои ќе ве изненадат. Мене не ме чуди што е збунет заменик амбасадорот од германската амбасада од содржините. Не ме чуди ни што нашите соработници од Хрватска со кои сме живееле во иста држава не можеа да веруваат кога ги пишуваат своите анализи според извештаите од лице место, дека е тоа можно во 21 век во една држава, колку и да сме балканска, сепак сме дел од Европа. Ме чуди тоа што ние бевме шокирани дека такво нешто е можно. И што ништо не се менува. Правната држава е мисловна именка за Македонија. Најбанален пример, вчера некој во јавно предпријатие ги тера возачите да возат нерегистрирани возила, што значи возила без технички преглед, советување дека ако ги фати полиција ќе биде скината казната или дека фирмата ќе ги покрие дека нема да плаќаат. Тоа се случува вчера со списоци на возачи кои сакаат да возат и возачи кои едноставно се доволно храбри да одбијат да возат нерегистрирани возила. Тоа е јавно предпријатие во Скопје. До кој дереджене дотераа. Сепак и оваа публикација е еден, може би недоволен, сигурно недоволен, меѓутоа еден чекор напред. Еден чекор кон охрабрување и тоа охрабрување на македонските граѓанки и граѓани кои решија да проговорат е исполнета цел на проектот Слободни избори за слободни граѓанки и граѓани, заради тоа што тоа е име на проектот, а нашата основна цел, како што и беше наслов на некои од нашите јавни настани, е да стане сите за слободни избори. Слободните избори, како во целиот цивилизиран свет, да станат услов без кој не се може и за кој нема зошто да се преговара, кои се нешто што е иманентно на живот на нормални цивилизирани луѓе. Затоа ја минавме оваа година на кола и на плоштадите на 50 општини. Затоа со проектот напред ќе продолжиме и со каравани низ Македонија, верувајќи и се надевам цврсто убедени во тоа дека следната година, во ова време, ќе разговараме за успешно спроведените фер демократски избори без тие кредибилитети или како да ќе ги да. За нормални избори во нормална држава во која се поднесува отчет, се поднесува одговорност и во која криминалците да во затвор. Јас имам толку. Повелете, господин Ордановски. Што да каже човек кога ќе претходниот ќе заврши криминалците да во затвор? Македонија е ретка земја во глобални рамки, во која што политичкиот систем во изминатата година доби една шанса која ретко се укажува. А тоа е преку еден процес на демаскирање на еден недемократски режим, да се објават над 400 разговори, кои што во детали прават една практично еден фоторобот за тоа како се владеело во државата во сите сфери. И мислам дека тие 430 разговори, ако не се лажам, досега објавени, се само еден мал дел од она што го содржи кашето, од она што е во магазинот од над, колку што ја разбирам, некои цифри се над 600.000, некои цифри се над 1 милион разговори. Знаете како во други држави паѓаат влади заради еден објавен разговор во кој што министрите разговараат за некаков вид на корупција, некаков вид на договарање за кршење на закон, за илегални акции и така натаму. Ние добивме над 400 разговори во кои што во детали, во така наречено во original voices, со нивни гласови, во разговори кои што траат по 30, по 40 минути, ги опишуваат своите злодела. Едното ниво на шок е самиот, да кажем, човечки аспект на тоа. И тука
може би кога би се објавиле разговорите наши приватни на секој од вас овдека, човек кога разговара на телефон се опушта и употребува зборови или употребува тон и контексти кои што во јавен говор не би ги кажал. Меѓутоа, другото ниво е една исцртување на една комплексна шема за тоа како минуциозно во детали е заробена државата. Шокантно е кога ќе чуете дека немате обвинителни судија кои што именувам во последните 10 години, а кој што претходно не поминал на разговор кај шефот на тајната полиција. Шокантно е кога ќе слушнете како се рекетираат бизниси, како се прават договори за превземање на фирми. Можам да ве уверам дека се тоа само мал дел од разговорите за тоа што е правено, од ова што е објавено. Предпоставуваме сите ние дека има уште многу такви разговори. Шокантни се многу од тие аспекти. Меѓутоа, еден од најшокантните делови е за тоа како се крадени изборите. И ќе видите темелот на демократијата. Демократијата не е совршен систем на владење, меѓутоа е најдобар од тие што ги знаеме. Темелот на таа демократија, бидејќи тоа представнички систем е, да избереме представници кои што ќе носат закони и ќе владеат во наше име. Ако во тоа чепнете, ако во светоста на тоа чепнете, на начин да тоа го фалсификувате, тогаш сето друго станува бесмислено. Тогаш државата е украдена, демократијата е украдена на самиот влез. И се од тука натаму станува проблем. Овие луѓе кои што сега се уште ја водат Македонија, макар некој од нив и замина од официјални функции, развиле систем во кој што детално разработиле начини како ќе се крадат изборите. Македонија инаку се разбира дека во последните 25 години немала никогаш совршени избори. Секогаш сме биле сведоци на тоа како еден дел од гласањето се одвилал во наивица или преку работот од легалноста, но шокантно е кога ќе видите ова како целава маршинерија на индустријско ниво, значи со еден корпоративен пристап, ги фалсификувало и ги крадело изборите. Немало лимит во таа работа. Пари, луѓе, државни ресурси, медиумска поддршка, се било спрострено на, како да кажем, на тацната за крадење, откако општеството веќе предходно е доволно обработено за еден дел од гласачите секако да гласаат за опцијата која ги краде изборите. Улогата на Цивил е многу занимлива, бидејќи јас и затоа прифатив уште и го поддржувам Цивил веќе неколку години, не само во овој проект, бидејќи Цивил е една многу занимлива организација, јас многу сакам луѓе кои работат на терен. Мене ми е до тука од невладини организации кои што седат по канцеларии, кои што, како да кажам, тоа се дел од нив се и луѓе експерти, може и ја припаѓам на таа категорија, мене таква ми е професијата, но дел од професијата ми е и терен и знам дека искуствата на терен се незаменливи, се многу драгоцени. И никој во Македонија не се бавел на овој начин како што Цивил се бави со тие прашања. Да излеже меѓу луѓето, да ги собере приказните, да отиде да констатира дека зградата нема трет влез, да отиде да констатира кај се наоѓа станот во кој што има 56 регистрирани гласачи, да отиде да го види човекот кој што вели дека се заглавил лифтот и така натаму. Затоа што ние веќе навикнавме да живееме во општество во кој што сториите ни доаѓаат од пропагандни центри, во кој што дури и насловите не се менуваат, во кој што сториите се непотпишани и во кој што на луѓето им се вари мозокот уште пред да почне да дојде ситуацијата во која треба да размислуваат. Од овие два аспекти, значи тоа што Цивил го прави и ова што се надевам дека сите ние го сведочевме минатава година и нешто околу ова раскринкување на оваа неправна држава, да дојдам до вчерашниот ден. Морам да ви кажам дека од вчера сум малку поголем оптимист, ја инаку не важам, ја не се приклонувам на овие оптимистички песимистички сценарии, за мене се тоа радикални опции, јас секојаш гледам да бидам реалист, да се држам во средината. Вчерашната посета на госпоđа Нуланд мене ми говори неколку работи. Прво, сите ќе одговараат, како што мене ми се чини, за тоа што го правеле. И гледам дека странците, при тоа мислам и на германците, на американците, на Европска унија, инсистираат таа работа се уште да се тера во институциите.
Значи, ние сме навикнати на Балканот во последните 25 години да разрешуваме конфликти на начин што ќе упаднат разноразни иницијативи, често и наспрот институциите и така натаму, за да решаваат различни видови на конфликти. Македонскиот конфликт е опасен, македонскиот конфликт е компликуван, има потенцијал многу незгоден. Меѓутоа, гледам дека странците одбраа начин да сето тоа го решаваат низ институции, бидејќи они разбираат дека на крајот институциите се поважни од самите политичари. Не, ќе се допре муабет госпожата, па ќе... Тој аспект е за нас многу значен, иако сите сме ние на крајот на нервите. Ние мислим дека ова предолго трае, ние сите сакаме ова поскоро да заврши, побрзо да ги стигне правдата тие кои што ја го кршеле законот, меѓутоа гледам дека тај институционален пристап на крај сепак за нас ќе биде подобар. Второ, гледам дека тие ќе инсистираат на тоа и на друг начин. Ние ќе добиеме специјално судско оделение, ние ќе добиеме специјална полиција која ќе се бави со ова. Стоењето зад специјалното јавно обвинителство и вчера ни беше потврдено, и тоа прилично на еден ригорозен начин од сепак најголемата светска сила и најголемиот партнер на Македонија, бидејќи не заборавите, нас Европската унија и Соединетите американски држави ни се стратегиски партнер за кој сме се определили како општество, меѓу другото и на можностите кога гласаме. И тоа ми раѓа надеж дека на крајот на криштата ќе излеземе од оваа криза, во ситуација кога многу од околните и не само околните држави влегуваат во некакви слични ситуации. Имав прилика во последниот месец-два да прошетам низ неколку од околните држави, не знам колку следите и така натаму, но овој тип на автократско владење, овој тип на криза на демократија се разбира дека не е специфичен само за Македонија и мислам дека можеби за прв пат ќе се случи ние да бидеме на излегување од кризата, кога другите ќе влегуваат во некаква 2010 година македонска, бидејќи мислам дека некои од нашите соседи се отприлike тука негде, Македонија 2009, 2010 и така натаму. Од ова што читам низ весниците, гледам дека не чекаат нови избори во ноември, веројатно ќе се договорат денес утре за таа работа. Гледам дека Цивил ќе има уште многу работа, точно во месециве што стојат пред нас. Исто така гледам дека луѓето кои што ги злоупотребувале институциите немаат намера да престанат да го прават тоа. Но гледам дека на крајот има шанса правната држава да ја победи политичката држава, бидејќи ако политичката држава излезе победник во Македонија, тоа нема да биде добро за никого, најмалку за Македонија. Мислам дека овој тип на владење во кое што кога ќе го земете суверенитетот од народот, потоа се обидувате да правите што сакате, бидејќи сте над законот, дека на тоа после ова искуство со Македонија, барем за одреден период, ќе му дојде крај. Мислам дека како и да излезат резултатите на изборите, нема да имаме ситуација во која што некои од политичарите, бидејќи секако мислам дека овие што се замешани во криминали нема да учествуваат на изборите. Со нив е завршено тоа, помалку или повеќе е јасно. Но како и да излезат изборните резултати, мислам дека Македонија после оваа лекција ќе треба барем еден циклус од неколку децении за некој повторно да помисли дека може на ваков индустријски начин да влезе во злоупотреба на комплетниот демократски државен систем во општеството. Јас му честитам на Цивил и не само за публикација, него и за проектите. Мислам дека германската амбасада со право идентификувала потенцијал во Цивил и ги охрабрувам да продолжат да ги поддржуваат. Јас ќе стојам на располагање со некаков скромен капацитет да помагаме колку што можеме и ви препорачувам во книгата на вистина има многу интересни истории кои што вака дури си за летно прочитување, па и на плажа, која ќе одите негде за да не ви удри сонцето во глава. Ви благодарам многу, не знам што е сега натаму протоколот. Оној официјалниот дел од нашата денешна средба овде завршува, меѓутоа сите оние меѓу присутните кои се заинтересирани да постават некое прашање или да изнесат свој став за сето ова што го говоревме и за сето она што во оваа година го прочитале на страниците на интернет страниците на Цивил,
за некои своји сознанија за тоа што за жали се случува на Македонија или за предлози за излез од она што некои го нарекуваат политичка криза, може би по добар израз е стрмоглавување во амбис од кој нема враќање. Повелете сите, веројатно има бежичен микрофон, повелете и сите од тимот на Цивил, од присутните експерти се тука доколку можат да се обидат да одговорат. Уклучен е микрофонот, не слушам. Еве едно прашање, независно дали Станковиќ или Ордановски, ако сакате и двајца. Џабир спомна дека можеби некој излез од решението е излез за решавање на кризава или непречена работа на СЈО, прочистување на избирачкиот список, имаме специјално судство, нели сето тоа се договара, но што останува со злоупотребата нели на државните ресурси, кои што и во најголем дел и во најголем обем е евидентирано во оваа публикација. Еве ако земеме само неколку денови наназад, ќе имаме нова евроврзница 650 милиони евра. Веќе има коментари во јавноста, голем дел од експертите се изјаснија дека тоа ќе биде еден вид на своевидна политичка корупција, ќе се врши со овие пари. На кој начин ќе престане таа злоупотреба? Имаме систем во кој што функционира, нели со незаконско преслушување на сите тие работи, меѓутоа на кој начин ќе се реши ова прашање? И дали воопшто е можно да се реши? Па јас некти на едно место кај што ме праша, реков дека доколку на вистина се направи врзница од 650 милиони евра, дека треба да се одложат изборите. Дека Македонија не треба да прифати повторно оди на избори, каде што власта на неколку недели пред изборите ќе почне да дели милиони за да ги купува гласовите. Но од друга страна јас не би брзал многу со таа врзница. Нема да биде тоа ниту едноставен потфат. Второ, мислам дека власта веќе се обидува да види од каде може да ги земе тие пари. Мислам дека можно е да се изненадиме од каде може би ќе се дојде до некаква понуда. Со оглед на тоа колку е корумпирана власта, јас би обрнал многу внимание да видиме кои се тие што евентуално би ги купувале тие државни обврзници. Сумата е апсолутно фантастична. Мислам дека таа има двојна намена. Нејзината намена не е само купување на гласови, туку е и доведување на Македонија дополнително во една колабирачка состојба која потоа ќе произведе разноразни, па зашто да не и хаоси и така натаму, за да правната држава биде оневозможена. Но мислам дека кога јас би се прашувал дека треба јасно да излезе и невладиниот сектор, опозицијата секако претпоставам, но и стручната јавност, и да се стави до знаење дека, гледате, ние како граѓани на крајот може да се случи и да не ја признаеме евроврзницата. Така што тие банки и други финансиски институции кои што мислат дека може да купат тој тип на евроврзници, кога во земјата постои еден голем консензус околу тоа дека тие пари се наменети за корупција, дека на крајот треба секој да влезе во ризикот дали тие пари ќе бидат вратени. Од друга страна, видите, не ги подценуваме луѓе во кои што се уште на власт, тие се опасни луѓе кои што се спремни на... Па, всушност вчера видовме и грубоста на полицијата, мислам, они во денот кога преговараат за специјални судови и така натаму, полицијата со една дополнителна острина влегува во релативно мирни демонстрации на некакви граѓани во черената револуција. Така што јас не би ги подценил нив како актери, но верувајте од тоа што го знам, мислам дека прилично се издувани. Они се злобни, они се опасни, но мислам дека острицата им е многу отупена и мислам да ви кажам дека голем дел од народот е веќе овој народот што го цитира бившиот премиер по 10 пати во секој говор, дека е толку освестен што не верувам дека ќе поминат дури и обиди за такво флагрантно купување на гласови за кои они иначе се подготвени секако на наредните избори. И конечно, со тоа треба да се, мислам дека и дел од ова што го правиме овдека има за таа цел. Видите, во Македонија која ќе профункционира правната држава, сите ќе одговараат. Немој да мислат дека тие што сега не се на лентите откриени и така натаму и дека нема да има и за други процеси доколку се впуштат во овој тип на
Така што, како да ви кажам, од тука натаму секој државен службеник, секој обичен граѓанин треба да внимава што прави во смисла на правниот контекст. Кога ќе дојдат избори, добро да размислат. Отигајте, нас лентите ни покажуваат дека системот не може да функционира. Тој не бил корумпиран само на врвот. На врвот е мафијата, тоа е јасно. Меѓутоа не можел да работи без разноразни втори и трети ешелони кои што учествувале во тоа. Да сега тие се тепаат да бидат заштитени сведоци кај госпожа Катица Јанева, ама таа лекција треба и тие втори и трети ешелони да ја научат. На крај, така некако доаѓа тие погесно да ту затворот кога вие на врвот. Повелете. Избори во ноември, но да се прочисти избирачкиот список некаде до август. Очекувате ли дека може да го сработиме сето тоа, затоа што делува поприлично амбициозно со оглед на тоа и дека и летни одмори се и нели? Ние сме кажале многу пати до сега дека избирачкиот список може да се прочисти. И тоа може да се направи во релативно краток рок. Многу експерти со кои ние сме се консултирале, почнувајќи од експертите од Република Хрватска, завршувајќи со оние во Македонија, луѓе кои имале искуство и како председатели на Државна изборна комисија, луѓе кои воделе проекти кои ги ажурирале избирачките списоци. Овој документ е многу важен и тој се ажурира секој ден. Оно што ние откриваме во изминатите неколку години е намерна злоупотреба, манипулација и криминално извртување на овој документ, за да се постигне поинаков изборен резултат од оној што би бил кога таквото искривување не би се случило. Тоа се остава некаква трага, како што кажа и представничката на специјалното јавно обвинителство неодамна, нема криминал што не може да се открие. Да ја парафразирам. Значи, се тоа има траги, електронски траги, административни траги, бидејќи фалсификување на избирачки список не е мала работа. Тоа бара инволвирање на многу луѓе, на цели служби и има повеќе постапки. Со политичка волја. Значи, или пак, уште попрецизно, со тргање на политиката од Државната изборна комисија, ние можеме да очекуваме ефикасно, брзо и солидно, доста солидно чистење на избирачкиот список за многу краток период. Се работи за тоа дека избирачкиот список во овој момент е во канџите на политиката. Кога ќе влезе во рацете на правото и на експертизата, тогаш тоа може за кратко време, па нека бидат и одмори, мислам период на одмори, не е проблем да се прочисти избирачкиот список. Оливера Доцевска од Јустиција. Видов од вас, од Синиша Станковиќ не толку, туку од Сашо Ордановски повеќе еден доста оптимистичен пристап во однос на тоа како ќе се одвиваат работите во Република Македонија. Велите дека најверојатно изборите ќе се одржат во ноември, меѓутоа што мислите за состојбата на терен, каде што веќе доста од граѓаните се соочуваат со заплашувања, притисоци од полиција, фрлање јајца по домовите и слични начини на заплашување, а тргнувајќи од премисата дека за слободни избори не се преговара, мислите ли дека воопшто овие избори повторно ќе бидат слободни и дали воопшто треба да се преговара со истите оние кои што не довеле во таква состојба? И господинот Ордановски спомна. Нашата искрена надеж е дека оние кои не дотуркаа до тука, нема воопшто да бидат учесници на овие избори, дека до изборите дел од нив ќе се откажат
Сите овие очајнички чекори, заложување со 1 милијарда сега пред избори, тоа се хазардерски потези на луѓе кои заминуваат. Власта игра ва банк, власта фрла се на една карта. Ние се надеваме дека будењето на граѓанките и граѓаните. Вчера луѓе со кренати раце низ гаражи, с пообиколни патишта, го пробија кордонот. Вандализмот на дел од специјалците вчера против демонстрантите е знак за страф. Меѓутоа, во еден момент луѓето и се тргнаа, луѓето во униформи. Стравот кај луѓето од вториот и третиот ешалон, вклучително кај луѓето во униформа, е јасен. Каде гори сувото, гори и сировото. Се знае кој прв ќе одговара. Ќе одговараат оние од вториот и третиот ешалон. Дали ќе има притисоци? Ќе има страховити притисоци. Ги има. Секојдневно ги има. Македонија е држава без синдикат. Речи си. Македонија е држава во која се девастирани цели сфери на општеството, здравство, образование, дел од полицијата, војската, да не правиме муаве. Сето тоа треба да се почне од почеток. Сигурно ќе има притисоци, сигурно ќе биде многу тешко, сигурно има многу места за песимизам, меѓутоа сепак се ова што се случува, ова соголување на виртуелната слика 10 години градена, не е проблем стиропорниот барок, па дури не се проблемни парите во кои не заглавија во долгови до гуше. Проблем е тоа што ние ќе мора да ја менуваме сите заедно, да ја менуваме свеста. Ние имаме генерација која е израсната, верувајќи дека само вака се живее. Џабир е оптимист за избирачкиот список. Тоа е техникалија. Ако има политичка волја, ќе се реши. Јас сум убеден дека со специјално деление во судовите, дека со специјалното обвинителство, чија уставност белки ќе биде конечно определена, кој треба да оди за решетки, ќе си оди. Тоа е неминовно. Нашиот основен проблем ќе биде третото барање. Да ги решиме медиумите. Ние имаме едно чудо новинари, кои мислат дека се новинари и дека ова што го прават цела деценија е журнализам, дека е новинарство, дека медиуми се овие диригирани од Центарот за пропаганда. И што е најголема трагедија, они се цврсто убедени во тоа, и луѓето не виделе поинаку. Тоа е генерација, 2-3 генерации, кои мислат дека така треба. Дека треба да има фантомски портал од Белизе, кој нема собственици, добро, ние имаме фантомски гласачи, зашто немаме фантомски? Да, има национална радиостаница и се национални електронски медиуми, телевизии цитираат непостоечки, цитираат портал со непостоечки собственици, кој арчи стотици илјади евра за овие 2 години. Тоа е поганење на професијата. Тоа ќе биде најголемиот проблем на Македонија. Детоксикација на општеството, убедување на обичниот граѓанин и граѓанка дека може и да прочита, и да чуе, и да види на медиумите спротивставени страни. Луѓе, ние немаме отчет 10 години. Ние имаме кукавици на власт кои не смеат да се соочат со нережирано прашање. Имаме пресконференции на кој министер ти вели, ова е пресконференција, не можам да одговарам на прашања. Колку сулудо да звучи. Или не е тема на денешниот прес. За 10 години еднаш излезе на импровизија, откако ја уништи она, една телевизија, премиерот излезе на нережирано интервју во дворот на владата. Значи, тоа ќе биде најголемиот проблем. Мојот песимизам е пред се во заздравувањето на медиумската сцена. Се ова друго мислам дека може да се реши. Честни луѓе дал Господ има и во правосудството, се уште и во полицијата. Честни луѓе има и кај адвокатите, кои ќе се заложат, колку да има криминалци во власта, да ги бранат. Може. Ова со медиумите ќе трае. Ќе трае, нема волшебничко стапче да се реши. И за жал, многу наши бивши колеги кои си ја продале душата, многу од новите генерации кои не виделе поинаку, ќе мора да бидат соочени со тоа што го праве. Тоа соочување со овие 10 години ќе биде болно и ќе биде тешко. Тоа ќе биде еден вид, тој збор е веќе уништен кај нас, ќе биде за жал еден вид илустрација професионална. Да се види кој, што и како правел оваа деценија.
Без тоа немаме напред. И пак и покрај сето тоа верувам дека некакви избори ќе има во ноември, нема да бидат идеални в Македонија, ова, меѓутоа дека ќе бидат подобри од досегашните, во тоа сум убеден. Еве доека Џабри го добие микрофонот, видите когашка ние сите ја делиме таа резерва и тој, како да кажем, тој страв. И на сите ни е јасно на нас дека избори во ноември ќе бидат избори во неперфектни услови и така натаму. Но, видите, малку се бавиме со политички прогнози и така. Прво, мислам дека до ноември специјалното јавно обвинителство ќе излезе со уште десетина нови случаи. Некои од нив ќе бидат потешки од овие кои што до сега ги чувме. Ќе имплицираат веќе имплицирани функционери од власта, ќе имплицираат и нови кругови замешани во тешки криминали. Гледате, ние до сега не добиваме од специјалното јавно обвинителство случаи кои што се под 3 години затвор. За главните, па нагоре. Значи, прво таа улога ќе ја видиме и мислам дека ќе се зголеми капацитетот на специјалното јавно обвинителство до изборите. И фреквенцијата на нивната работа и капацитетот ќе се зголеми. Второ, јас мислам дека ќе дојде до промена на раководството во владеачката партија. Прогнозирам дека ВМРО-ДПМН е партија која што има доволен сериозен капацитет во себе да пред изборите разбере дека не може со ова раководство да оди на избори. И затоа предвидувам, иако тоа е ризична работа во Македонија, бидејќи знаете како ние се бавиме со политички предвидувања, а имаме криминални структури. Сега треба да вклучите некакви мафијашки експертизи за да успеете нешто да предвидите. Но јас предвидувам дека ВМРО-ДПМН ќе има до тогаш конгрес вореден на кој што имплицираните партиски раководства во овој тип на криминали за кои се обвинети нема да бидат предводници на партијата за време на изборите и исто така предвидувам дека овие луѓе кои што се со најтешки импликации во обвинувањата, видите, ви имате функционери на ВМРО со 15 пријави кривични. Добро, ние сите почитуваме пресумпција на невиност. Се како да ви кажем, 15, 17, до изборите може да имат некој над нив над 30. Значи, за сериозна партија која има намера да владее или дури да продолжи да владее со Македонија и да победи на избори, тој тип на, како да кажем, преседани не може да си ги дозволи, па дури кога е ВМРО-ДПМН во прашање. Сакам да кажем, не очекуваат нас многу густи неколку месеци. Сигурен сум дека странците ќе бидат тесно вклучени во тоа што ќе се случува во Македонија. Гледам кај американците, особено после вчерашните средби, една зголемена решителност за справување со одредени предизвици. Сигурен сум дека тоа што го кажуваат пред камери не е се што го кажале зад камери. И во таа смисла, ако ми дозволите, имам мал оптимизам во тоа што јас мислам дека ќе се случува. На крајот, видите, нашата цел, и мислам дека тоа и Цивил доволно коректно го формулира. Видите, на крај не е важно кој ќе победи на избори, ако се изборите фер. Ние треба да дојдеме до точка во која што најголем дел од гласачите ќе се чувствуваат доволно слободни да може да го дадат гласот за тие за кои што мислат. Од тука натаму, за кого гласаат, нека му е со среќа. За медиумите, јас исто така очекувам дека ќе дојде до драматични промени во медиумите до ноемвриските избори. Дури очекувам дека некои од медиумите кои што сега постојат нема да ги имат во ноември за време на изборите. И очекувам дека и државните независни институции за регулација на медиумите исто така ќе претрпат одредени промени кои што ќе гарантираат една повисока норма во тоа како ќе се известува, почнувајќи од МРТВ, преку Агенцијата за медиуми, па други исто така регулаторни тела кои што имаат одредени надлежности. Јас би сакал да ви кажам дека кога Сашо е оптимист, тогаш знам дека Цивил ќе има многу работа. Инаку, апропо политичката корупција, која беше спомената и преска и за која зборувавме на овој или на оној начин во текот на целиот ден. Сметам дека политичката корупција толку длабоко вкоренета во македонското општество, во системот, во институциите, во животот на граѓанките и граѓаните,
може да се искорени доколку целото општество со сите своји капацитети се вклучи во општествен процес кој ќе придонесе кон надминување на политичката корупција. За такво нешто да се постигне, не може само четворица да преговараат. Сметаме дека, и тоа сме го кажале не знам колку пати во изминатата година, дека граѓанскиот сектор, невладините организации, граѓанските иницијативи, меѓутоа и политичките партии, дури и оние кои не се парламентарни, треба да бидат вклучени на различни начини во овој процес, бидејќи ако се ограничи овој процес само на четворица мажи, би требало да очекуваме дека уште повеќе работа ќе имаме и по некои евентуално приближно фер, демократски, слободни и кредибилни избори.